Господине Маричич, лавина реакција има на вчерашната ваша изјава врска со македонското малцинство во Бугарија, каде што рековте дека Македонија не треба да се меша во внатрешните прашања на друга држава. Останувате ли на тесто? Јас се обидов само да се држам во рамките на нашиот устав, бидејќи нашиот устав со 36-тиот амандман од 2019 година јасно ги утврдува улогата на нашата држава во однос на заштита и на македонскиот народ, но исто така и на нашите државјани. Во тој член од уставот е утврдено дека Република Северна Македонија се грижи за правата и за културниот идентитет на македонскиот народ, но исто така и дека се грижи за своите државјани надвор од државата, потенцирам за државјаните кои што се во државјанска врска со државата, и дека се грижи исто така за деловите на сите други народи кои што живеат во Република Северна Македонија, а се наши државјани и за нивната врска со татковината. Тоа е наша обврска и тоа мора и треба да го правиме, но исто така во истиот амандман, тој амандман завршува практично со тоа што се потенцира дека Северна Македонија нема да се меша во внатрешните прашања на која било друга држава, ниту пак на државите од соседството. Тоа ми беше поентата да го кажам, при тоа не негирајќи било што или било кого. Секој има право во Европа да се декларира како што која етничка припадност мисли дека има и тие своји права да ги остварува во рамките на државата каде што живее, затоа и постојат голем број на конвенции, на принципи, повелби, декларации кои што ги заштитуваат малцинските права. Впрочем, постои механизам во Советот на Европа и Европски суд за човекови права каде што можат и тие права да бидат барани и заштитени. Така што ништо поразлично од тоа што е општо познато него и што до сега сме го кажувале не го кажав. Но тоа доаѓа откако бугарскиот премиер Кирил Петков во интервју изјави дека во Бугарија нема македонско малцинство. Јас не би сакал да го коментирам господинот Петков, можам само да кажам дека за сите отворени прашања ние ќе разговараме во текот на овој процес што го отворивме денес со посетата на премиерот Петков и ќе имаме можности на ова да се осврнеме. Принципиелно само го кажав тоа што стои во нашиот устав и што е наша обврска, меѓутоа без никому да ускратам било какво право, напротив мислам дека секој има право да се декларира како што мисли дека треба. А отвореното прашање, за било кое отворено прашање, вклучувајќи го и ова, ќе имаме прилика да го разговараме со бугарска. Пак ќе кажам, значи, ако таму има луѓе кои што така се декларираат како македонци, тоа е нивно право и тоа никој не може да им го ускрати. Нивниот статус во државата Бугарија зависи од уставното уредување на Бугарија и од правата кои што им ги дава таа држава. Но јас ве прашав дали вие сметате дека има. Јас ви го кажав мојот став веќе. Колку пати да ме прашате, истото ќе го кажам. Дали тоа значи дека ќе сте подготвени да разговарате, па и да се согласите бугарското малцинство да влезе во уставот? Прашањата кои што се отворени помеѓу нас и Бугарија се повеќе, не е само едно. Добро, јас ви прашувам за ова. Затоа велам, не би било добро поединечно сите прашања да ги коментираме и решаваме, затоа што јас мислам дека ќе треба, затоа и толку обемна и структурата која што ќе работи на овие отворени прашања, и економија, и транспорт, и историја, и европски интеграции, и образование, и култура, така што мислам дека сите или голем дел од прашањата ќе се решаваат во еден поголем пакет. Во таа смисла секако дека ќе се осврнеме и на ова прашање. Денешната посета на бугарската делегација почна и се одвива со покажувајќи добра волја од двете страни, но како што соопшти премиерот Ковачевски, ќе се користи и краткото име на Република Северна Македонија и долгото име, но веќе се отворија дебати кој направи отстапка, Македонија или Бугарија. Па во овој случај мислам дека е со заеднички чекори од двете страни решено едно отворено прашање, кое што нам ни предизвикуваше проблем во дел од меѓународните организации. Од друга страна, Бугарија имаше проблем со толкувањето на краткото име и долгото име и дали се однесува на истиот географски простор. Мислам дека со овој чекор, кој што е едно од отворените прашања, практично решаваме еден проблем. Затвараме едно прашање и креваме едно од блокадите. Бидејќи има неколку блокади кои што се однесуваат на нашите
евроинтеграција, но и на нашето меѓународно целосно етаблирање. Ова е едно од прашањата и мислам дека со ова се затвара еден проблем. Ние испративме нота со која што објаснивме, ваква нота имаме испратено и во други организации, веќе имаме испратено ваква нота во НАТО, во ОПСЕ и во други организации, за да го затвориме тоа прашање, но во сопраќањето во Обединетите нации практично тоа е целосно решено. Впрочем и бугарскиот премиер денес на пресконференцијата неколку пати го употреби нашето кратко име Северна Македонија. Овие ноти се извинувам што морам да упадам, се испратени на барање на Бугарија или се испратени? Ова е тема која што веќе скоро 2 години е отворена, со која што се оспоруваше нашето право да бидеме да се нарекуваме со кратко име. Овој гест на добра волја и од двете страни за да се стекне довербата за тамошниот. Бугарија го оспоруваше нашето право да го користиме краткото име. Сметам дека при тоа реално нема ништо спорно во тоа ние да објасниме дека Северна Македонија е исто што и Република Северна Македонија. Тоа е нотата. Тоа е нотата. И дека Северна Македонија го означува географскиот простор на државата Република Северна Македонија. И дека немаме никакви територијални претензии кон ниту една држава. Со тоа го затворивме прашањето кое што беше отворено неколку години и со кое што веќе и Бугарија практично ја менува својата позиција и почнува да го користи краткото име. И за крај знам дека само што влиговте инаку заради овој проблем не можевме да го користиме краткото име во повеќе, вклучувајќи во Европската унија. Во вице-премиер за европски прашања сте вторден. Како ќе градите доверба со Бугарија кога има вето? Најпрво би сакал ветото вие најмногу ќе го чувствувате во овој. Најпрво би сакал да кажам дека секретаријатот за европски прашања ќе се фокусира на 3 крупни точки. Првата точка е забрзување на текот на реформите и подобрување или зајакнување на улогата на СЕП во координирање на реформите со другите министерства, реновирање или повторно воспоставување на оние работни групи кои ги следат реформите, кои работат на нив низ институциите и сите оние работни групи кои што представуваат подготовка за преговори. Имате ли крајен рок тоа? До кога тоа ќе го реализирате? Јас ќе го почнам тоа веднаш и планирам уште на наредните блиски седници на владата да предложам повторно активирање на оваа структура и за подготовка на преговорите, меѓутоа и за оние структури кои што досега не биле редовно свикувани заради координација на реформите. Значи, координирање на реформите. Втората точка е подготовка на преговарачките структури за почеток на преговорите и третата точка е подобрување на искористувањето на ИПА фондовите и координација на целокупната странска помош. Тие 3 приоритети мислам дека ќе ги оствариме и практично тие приоритети ќе не водат само со многу побрзо темпо од тоа што сме го правеле до сега